Добар ден. Почеток е на ново продолжение од Фактор здравје, почеток кој што значи нова тема, нова можност за заедничко комуницирање и нова можност за споделување на информации. Ве поздравувам и се надевам дека ве наоѓам во пријатно чувство и опкружување, а ако е така, докажете ни со ваше присуство во однос на продолжението и овие нови информации кои што денеска ќе ги споделуваме. Пред да ви ја представам темата и гостинката, дозволете ми да ве запознам со првата доза на информации во рубриката Истражувањата докажаа. Иако календарски сме во пролетта на јубавото за многумина годишно време, сепак променливите температури значат и промена во однос на здравјето. Но за да немате, би рекол, потреси и промени кои што може да предизвикаат одредени состојби или болести, уште еднаш денеска ви го препорачувам Г132 плюс натурал како антиоксиданс кој што ви овозможува на природен начин и пред се безбедно да го поминете не само овој период од годината, туку и останатите денови кои што се пред нас. Г132 плюс натурал како кај превентивните пациенти или лицата кои што сакаат подигнување на имунолошкиот систем, така и кај оние кои со некои болести може да помогне тие побрзо да се надминат и да се вратат во нормален колосек од животот. Овој препарат ви стои на располагање во аптекарската мрежа низ Република Македонија по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија достапна во блистер. Втората или онаа поголема доза на информации се однесува на денешната тема во Фактор здравје. Ке зборуваме за влијанието на бучавата врз здравјето кај човекот со оглед на фактот дека бучавата не само врз квалитетот на живот, уште повеќе делува врз здравјето и несаканите последици кои што може тоа да ги предизвика. Оваа тема дотолку повеќе интересна што за прв пат ќе отвориме денеска во Фактор здравје, повторно од превентивен аспект да делуваме на вас и да ви укажеме токму на незиното штетно влијание. Во однос на моите и ваши прашања, денеска одговор ќе побараме од професорот доктор Гордана Ристовска, која што доаѓа од Институтот за јавно здравје на Република Македонија и воедно е редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје и како сте? Добар ден, одлично се чувствувам. Благодарам што ја прифативте поканата и што од ваш експертски аспект зборуваме, би рекол, за оваа проблематика. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа да ја започнеме темата и можноста заедно да комуницираме. Денешна тема во Фактор здравје е влијанието на бучавата врз здравјето, а ваша и пред се моја гостинка денес во емисијата е професорот доктор Гордана Ристовска, која што е специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Вашиот интерес и прашања ги очекуваме на 6091-925 и 6091-924. Професорке, бидејќи ова тема споменав за која што првпат зборуваме во нашата емисија, уште повеќе како експерт ќе го искористиме вашето искуство да дефинираме дека зборуваме денес за бучава на лица кои што во секојдневието нели ја чувствуваат, не зборуваме за оние кои што се професионално експонирани или детерминирани да имаат бучава на работното место. Значи, денес се одлучивме да зборуваме за изложеност на бучава во животната средина. Тоа значи во средината за живење, во средината за одмор, во средината за учење и рекреација. Таму каде што всушност човековиот организам треба да ги обнови собствените сили, тој процес може да биде попречен како резултат на изложеност на бучава. Се извинувам. За жал, во денешното време, на денешниот степен на цивилизацијски и технолошки развој, велиме дека е фактор кој има тенденција на пораст и тешко се става под контрола и врши деградација токму на овие животни средини кои што се наменети за развој и обновување на организмот. Бидејќи работите во Институтот за јавно здравје, референтната институција во држава која што ги прави тие мерки за превенција пред се на прва линија во однос на превенирање на здравјето и непојавување на некои состојби или болести, кои се критериумите врз кои се воспоставува карактерот на бучавата и пред се кои се тие мерки кои што кажуваат дека до таа граница условно кажано нормална бучава или дозволена, на тоа веќе е надмината границата?
Изложеноста на бучава е дефинирана со законски прописи, односно постои закон за заштита од бучава во животната средина и правилник за гранични вредности на бучавата во животната средина. А тие пак се базирани врз препораките на Светска здравствена организација. Имено Светска здравствена организација има издадено неколку водичи, јас ќе го споменам овој од 1999 година и последниот 2018 година, каде што врз основа на достапната научно-истражувачка работа, врз основа на доказите од науката, се дефинираат кои се тие гранични вредности на бучавата кои што нема да дозволат да се развијат негативни здравствени ефекти. Тие гранични вредности се однесуваат пред се на бучавата надвор, односно кога зборуваме во стамбена зона, тоа би биле 55 децибели надвор во околината на домот, гранична вредност да биде 55 децибели. Секако дека постојат и за внатре, односно тоа би било 35 децибели. Понатаму постојат гранични вредности за училишта, бидејќи тука ни престојува вулнерабилната група, односно осетливата група од популацијата. Кој што се развива, нели? Ево. Да, тие се нели во еден процес на интензивен психофизички развој, одат на училиште со цел да ги развијат интелектуалните функции и бучавата може да има негативно влијание токму врз развојот на интелектуалните функции. И затоа се дефинирани гранични вредности посебно и за училишни средини, училишна и предучилишна средина. Понатаму за мешовити стамбени деловни зони. Значи, граничните вредности се дефинирани според видот на зоните. За жал, ние се повеќе живееме во тие така наречени мешовити стамбено-деловни зони, односно се губи она концептот на чисто стамбена зона, каде што имаме исклучиво стамбени објекти, предучилишни и училишни објекти и да речеме објекти за рекреација. Туку секогаш што е придружено и со некои стопански активности, еве во прв ред да ги нормално трговски објекти, угостителски објекти кои често пати знаат да бидат дополнителен извор на бучава, односно да го оптеретат просторот со зголемено ниво на бучава. И нормално градежните активности кои што се актуелни во Скопје како најголем урбан центар и тие исто така даваат голем придонес во зголемувањето на бучавата во животната средина. Така да гранични вредности имаме, тие се базирани, велам, врз основа на водичите за бучава, да, од Светска здравствена организација, меѓутоа не секогаш се почитуваат и можам слободно да речеме дека населението конкретно на градот Скопје е изложено на зголемено ниво на бучава. Кога зборуваме за изворите на бучава, вие ги кажавте угостителските и стопанските објекти, градежните активности кои што се случуваат, кои други аспекти од живењето, се условно кажано, сообраќајот секако дека е значаен извор. Нормално, нели, сите сме сведоци на интензитетот на сообраќајот Скопје и другите поголеми градови и културата на возење можеби во наводници. Да, сето тоа заедно и при тоа посебно да се потенцира изложеноста на бучавата во текот на ноќните часови. Значи, тоа е оној дел од ден од едно деноноќие кога човекот треба да се одмара и изложеноста во текот на ноќните часови делува има посебно негативно дејство врз здравјето на луѓето. Затоа и Светската здравствена организација во 1999 донесе посебен водич за ноќна бучава. Кога зборуваме за оваа ноќна бучава, дали тоа може да се поврзе и со бучава предизвикана од некои сопствени или лични активности, во смисла еве на слушалките кои што многу често се користат, не само во однос на можеби некоја активност, туку и кога одмараме и кога можеби некој спие со слушалки во уши. Сметаме дека одмараме со слушалки, да. Но колку е тоа одмор, условно кажано, како паралела цигарата, што опушта можеби кај пушачите. Така, нешто слично би дошла, да. Значи, во последниве години тоа посебно предизвикува внимание. Сега ние ќе ја наречеме бучава, меѓутоа ајде да ја наречеме бучава, него звукот кој што се ослободува од персоналната или личната опрема за слушање на музика. Бидејќи постојат докази дека се почесто
се подолго период во текот на едно деноноќе се користи таа лична опрема. Тоа е една причина. Друга причина е што младите, да не можам слободно да речам и децата, многу рано почнуваат да ја користат таа лична опрема, што значи периодот на изложеност на зголемен интензитет на звук и тој се зголемува. Значи, еден момент е јачината на звукот, втор момент е времето на експозиција или изложеност, периодот на експозиција. Значи, прво имаме докази дека се почесто децата и младите, тинеџерите ги користат ја користат оваа лична опрема. Времето кое што го поминуваат со слушалките е исто така се подолго, но исто така имаме и податоци од истражување во други земји, конкретно во Германија и во Америка, дека постои зголемена стапка на оштетување на слухот. Од тие причини, во водичот за бучава, кој што излезе при крајот на 2018 година од Светската здравствена организација, може да исправите книгата, чисто да го во него конкретно се препорачува веќе ограничувањето на изложеноста на бучава да биде на 70 децибели. Ако до пред некоја година тоа беше 85 децибели, сега за таа така наречена leisure noise или ова бучава која што се користи за рекреација преку слушалките, треба да биде максимум 70 децибели. Тоа е приближно 20% намалување од претходната референтна вредност или гранична. Да, претходно бе 85, да, на 70. Да. Она што сакам само да ве прашам, кога зборуваме за оваа лична бучава или експозиција, изложеност, претходно имаме јавување на линија, да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господјо, добро дојдовте. Како сте? Чекай да го исклучам. Само да, намалете го тонот на вашиот телевизор, изборувајте во слушалка. Видите што, јас сум 17 годишна жена. Добро. Ке мене првен почна од ова, ми вика дека имам аксиозност. Али со таксиозност и со тоа, да речеме, на кишмата на L4, L5, значи имав големи проблеми. Се исклучи, јас ќе ве поканам повторно да се јавите доколку имате интерес. Прашањето ми беше таа лична експозиција или изложеност кога слушалките се употребуваат. Дали тоа има поголемо штетно влијание во однос ако музиката или бучавата се слуша од друг извор, од звучник, телевизор, радио? Тоа е веќе нешто друго. Значи, тука веќе е изложеност на бучава во затворен простор. Тука се толерира нешто повисока вредност, меѓутоа и времето на изложеноста се очекува да биде пониско. Тука веќе можеме да кај лицата кои што биле изложени на зголемено ниво на бучава, меѓутоа тука зборуваме на пример во дискотеки, концерти, ако мислите тоа гласна музика во затворен простор, таму се случува да биде над 90 децибели музиката. Тогаш веќе може да се јават и некои акутни реакции од страна на слушниот апарат во смисла на зуење, на зголемување на прагот на чујноста, зуење во ушите. И сега хронична изложеност, велиме долготрајна изложеност, повторувана изложеност може да доведе до оштетување на слухот. Да. Пред конкретно да зборуваме за влијанието и последиците настрана за слухот, кој што сигурно како орган најмногу е афектиран или погоден, го споменавте Скопје како урбана средина која што е најмногу изложена на бучавост, која од останатите градови низ државава се исто така експонирани или се изложени на бучавост, но пред одговорот професор ќе имаме уште едно јавување. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Да, господјо, добро дојдовте. Поздрав до вашата емисија и до гостинката. Благодарам. Имам едно конкретно прашање. Да. Бучавата кој што произлегува од инвектори, односно air condition. Добро. Да кажеме монтиран air condition на дневната соба во стамбена зграда и тој бучи, што да ви кажам. Значи, нон-стоп 24/7 работи и кога е тивко во станот, претежно кога е ноќно време, таква бучава произведува тој air condition, односно инвектор, топло-ладно, да не се седи веќе во станот. Такво некој зуење, ве молам гостинката
да ми објасни дали има некое Законски акт или некој регулатива пропис. врз основа Да. на ова, или како да се спасиме ние од овие. И не е само тоа, и може и да тече во дневната соба. И добро, битно е за бучавата. Благодарам, ве свативме и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Господине, и вие сте добро дојден. Поставете го прашањето. Молам, никој не го спомнува тоа. Најголема бучава и најнепријатно нешто е за верските објекти. Дали има некоја колку децибали може, кое време да се тоа употребуваат тие звучници сега што повеќе ги стават на верските објекти кои се слушаат низ целиот град. Да, благодарам од- и за вашето од- прашање и интерес. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме и ќе одговориме на вашите прашања по блокот реклами. Ви посакувам уште еднаш добре дојдете денеска во Фактор здравје со темата влијанието на бучавата врз здравјето, тема која што ќе ја продолжиме со дискусија со професор доктор Гордана Ристовска, која што е специјалист по хигиена и здравствена екологија, воедно професор на Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Професор, ќе ги помнам двете прашања, но имаме уште едно јавување и ајде потоа ќе одговорите на трите. Добар ден. Добар ден и среќен ден. И вам исто, господјо, кое е вашето прашање? Моето прашање е, пред 3 години бев во Канада кај сестра ми. Добро. Таму престојував 5 месеци. За тие 5 месеци ни 10 сати не спиев. Добро. Кога се вратив во Куманово, кога да излезам од авион, една вртоглавица, едно зуење во ушите, 3 години се лечам, никако од зуењето да го избегнам. Добро. Што лекови испив, ме бутна во кревет, несоница, сега сум во тишина, ама зуењето во ушите, во главата, вртоглавица, тоа нема крај колку лекови испив, више никогаш нема да ми текне. Ме викаат секој ден, ама нема шанси да идам. И имам проблеми со циркулација на спонделоза дископатија и циркулација во врат. Добро. Па ја Значи може би молам тоа е докторката последица да ми не патувањето. Да ми каже дали има некој лек. Јас што не испив, кај не отидов, за мене лек не се најде. Благодарам за вашиот Учењето интерес. ме Да, турна, ме пријатен стави ден. на- Да се вратиме на оние претходни јавувања во однос на клима уредите, бучавата и верските објекти. Да. Значи, прво ќе ги појаснам ефектите од бучавата. Ние ги спомнавме ефектите што се јавуваат од страна на слушниот апарат. Меѓутоа, Но не е само слухот засегнат, да, не е сигурно. само слухот, затоа што вообичаена изложеност во животната средина на бучава се движи од 60 до 65 децибели кога зборуваме за надминување. Значи тоа не е интензитет кој што ќе предизвика оштетување на слухот, меѓутоа ќе го потенцира стресогеното дејство на бучавата, бидејќи бучавата по дефиниција е непријатен звук кој што предизвикува непријатни чувства кај човекот. Според тоа, бучавата ќе предизвика зголемена секреција на стрес хормони, ќе Кортизол, предизвика значи. ќе забрзана срцева работа и веќе постојат сигурни научни докази дека може да учествува и во генезата во создавањето на кардиоваскуларните болести. Она како непосредна реакција што се јава од изложеност на бучава, тоа е вознемиреност во тек на 24 часа, нели ако е присутна, и анксиозност, а во текот на ноќните часови нарушување на спиењето, изложеност во текот на ноќните часови, нарушување на спиењето. И уште еден момент постои што е многу важен во однос на негативните здравствени ефекти, тоа е индивидуалната осетливост. Секој човек ја доживува различно бучавата и И тоа има треба различен прак на толеранција, Да. сигурно. И јас сосема ја разбирам госпоѓата што се јави, која што вели дека инвертерот и смета. Тоа може би не е толку голем висок интензитет, ама сигурно ја надминува онаа прагова вредност од 35 децибели, да речеме, во дневна соба. Толку би требало да биде за да може човек да се И како што рече, одмара. постојано тоа е. Да. И тоа Бучи. е една вистина проблем. Тоа е проблем кој што треба да се реши нели во рамките на самиот стамбен објект со едно разбирање, да речем, со соседите и звучна изолација, тука секако дека треба да помогне. Нели треба да и се помогне заради тоа што да не агравира, велиме, да не се
да не премине таа преосетливост во нешто друго и да се јават одредени здравствени ефекти. Да, во однос на верските објекти, да. Во однос на прашањето од господинот за верските објекти, тоа е исто така голем проблем, препознаен е проблемот. Мислам дека се е третиран во акционите планови. Имено, што значи тоа? Согласно Законот за заштита од бучава, каде што надлежноста за контрола на бучавата е дадена на локалната самоуправа. Значи, локалната самоуправа, тука се мисли градот Скопје и општините, сега ако беше од Скопје, ако е од некој друг град, нормално нели локалната власт во тој град имаат обврска да изработат акциони планови и каде што треба да се предвиди и овој проблем ограничување на интензитетот. Сега тука, ако се ограничи воопшто употребата на звукот во тие верски објекти, тогаш ќе ги погодите и верските чувства на населението и тоа не треба да се постигне. Меѓутоа, интензитетот треба да се регулира и повторно јас како доктор сметам дека треба да биде во рамките на тие 55 децибели, тие гранични вредности треба да се испочитуваат. И кратко за господјата што рече патувала во Канада, немала проблем, но кога се вратила зуење, вртоглавица. Па сега проблемот е веројатно повеќе од другите органи не би го поврзала јас со бучавата. Да. Оно што сакам да ве прашам е фактот дека рековте Скопје не е еден, туку најекспониран или најбучав град, ако може така да се изразам, во државава. Кои други градови според вашите податоци и истражувања се исто така изложени на бучавост? Па тука јас би ја споменала програмата за јавно здравје, која што ја финансира Министерството за здравство, а ја спроведуваат Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје на Република, на нашата земја. Јас се извинувам, но повторно имаме две јавувања, ќе се вратиме на овој одговор. Ајде. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господјо, кое е вашето прашање? Во програма сум? Да, во програма сте, зборувате слободно. Сакам да ве прашам, господјата да ја прашам, меѓутоа конкретно, ако знае да ми кажи, во близина на Тнема 30 метри има лимарска работилница, тоа е лудница, запослени има 13 души, чукање, убирање на плех, сабота, недела, празници, значи тоа е навистина неиздржливо. Не е тоа од сега, многу време е, меѓутоа ништо не може да му се направи вајда на тие луѓе. Има ли некоја законска мерка, норма да не се вознемируваат луѓето? Ние сме сите без разлика дали сме млади или возрастни. Да. Благодарам за вашето прашање и вашиот интерес. Дали второто јавување во овој блог го имаме на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господја, нашата редовна гледачка. Да ве поздравим, господине, добро сам, еве убава Благодарам. емисија. Драго ми е. И до докторката голем поздрав. Да. Вака да ви кажем, мене бучава не ми смета, ја до река живеем, фала Богу, ама многу ми се спие. У 6 сат мене ми се преспие. Викам, овој не е нарно толку човек да спие. И на сабалека ќе се разбудим порано. И нели овие храни вегетаријански тамо, ајде све линија да држимо и легнем гладна и по цел ноќ си храна сануем. Сакам да прашам докторката дали е тој некој болест, Бог да чува. Да. Поздрав и се наубаво до вас и до вашата емисија, прекрасни сте. Благодарам и бидете повторно со нас. Кој е вашиот коментар? Сакате на првото или второто јавување? Првото, да, тоа е исто така актуелен проблем. Значи, за нечиски повеќе за нечиски отколку индустријски објекти кои што се изградени баш во стамбена зона. За кој што зборувавте веќе. Да. Тоа е регулирано, значи, пак ќе речем, постои закон, постои подзаконски акт, постојат дефинирани гранични вредности, постои надлежно тело, во случај, значи, или е тоа Државниот инспекторат за животна средина, или е локалната комунална инспекција. Значи, треба да се обретат, тие да извршат увид, може да се надополни и со мерење на бучавата, нели, секогаш од овластена организација и постојат мерки звучна изолација. Во секој случај некој треба да обезбеди и господјата во сопствениот дом, но и тие што се во изворот, велиме, тие што ја предизвикуваат бучавата. И кратко само за господјата, дали раното заспивање не значи, предпоставувам, дека е болест некоја во прашање? Веројатно господјата има пореметување на ритамот на
на спиење, кога тоа ќе го надмине, тогаш. Или има многу активности во текот на денот, па порано и се заспива. Сакав уште да ве прашам, кажавте дека Скопје, Битола и другите градови се експонирани и како се мери бучавата? Дали има мерни станици? Споменав дека учествуваат центрите за јавно здравје, значи тоа е активно финансирање од буџетот на нашата земја. Конкретно се вршат мерења во Скопје, во Битола, во Куманово, во Тетово и во Кичево. Во Битола и доколку постои зголемување на одредени мерни места, тоа е лесно зголемување, сакам да речам си уште не представува бучавата јавно здравствен проблем, еве ние така го велиме тоа, додека во Куманово постои зголемување на бучавата дури за 5 до 10 децибели на одредени мерни места. Во главном тоа е сообраќајна бучава и Скопје, нели рековме. Да, го тргаме настрана. Да. Многу придонесува и профилот на сообраќајниците на улиците, поготово оној тип на сообраќајници кои што се од страните обколени со згради, високи згради. Тука е заробен звукот, нема каде да се шири, се одбива од едната страна до другата страна и се амплифицира, се појачува, така да се случува на повисоките катови, да има повисоко ниво на бучава отколку во приземје, да речеме. Така, ако имаме таков вид на градска архитектура, тоа е начин кој што уште повеќе го потенцира бучавата. Да. Кажавте за бучавата дека многу важно е експонирањето или изложувањето во текот на денот, периодот од денот и децибелите, односно висината на изложеноста на бучавата, и споменавме дека слухот и кардиоваскуларните болести може директно да бидат детектирани или предизвикани од бучавата како соматски или системски нарушувања, но сметам дека бучавата делува и на менталното здравје, на психата, што би се рекло, каде што нема системска болест, но еве како што кажа несоница, и вие споменавте зуење, вртоглавица дури може, анксиозност, вознемиреност. Сето тоа што доведува до видите, стрес. таа долготрајна изложеност може да доведе до соматски пореметувања. Тие во првиот момент може би да не бидат, меѓутоа долготрајната изложеност. Мислам дека треба да ги споменеме децата, значи предшколските деца, јас ги споменав кратко на почетокот, тие ни се посебно осетлива група, заради тоа што значи тие се во развој на своите интелектуални функции. Децата изложени на зголемено ниво на бучава во школската средина ќе им биде пореметен процесот на учење, меморија, внимание, и тоа ќе се пренесе и на другите активности во животот. Ова е докажано со бројни студии и истражувања вршени во странство, меѓутоа ако бидат отстранети од таква средина, мислам се префрлени во друга средина, каде што нема да бидат изложени на зголемено ниво на бучава, постои можност и да се обноват тие функции, односно оштетувања. Дури и ние имаме правено истражување конкретно во градот Скопје, кај деца сме правили истражувања, и деца изложени на бучава повисока од 55 децибели, и баравме корелацијата со неуротски пореметувања поврзани со стрес, и констатиравме дека постои значи промени во однесувањето, социјалната адаптабилност, опозиционерството. Во вниманието не констатиравме дека постојат промени, меѓутоа во овие компоненти да. Така да многу е важно да во средините за учење и одмор за децата да бидат обезбедени овие односно почитувани овие гранични вредности за бучавата. Сигурно, и како заокружување на овој разговор и ваше гостување, уште еднаш да споменеме дека превентивно кога се зборува за бучавата или законски постојат акти и подзаконски акти, рековте, но сепак индивидуалната толеранција или прагот е различно кај сите луѓе и соодветно на тоа треба да се избегнува или бара начин. Уште еден момент постои, а тоа е навикнување на бучавата. Значи, еве, луѓе кои што живеат во зона, има станови, односно своји стамбени објекти каде што е зголемено нивото на бучавата, особено во ноќните часови, постои првата ноќ нема да спијат, втората веќе уморот ќе ги совлада и ќе спијат, меѓутоа бучавата се уште делува.
И таа делува на нашиот организам, во смисла на она зголемена секреција на стрес хормони, вазоконстрикција, попечен крвен притисок и нормално и на менталното здравје, анксиозност, вознемиреност, Последица на таа изледниот ден несоница. поспаност, неспособност да се извршуваат редовните обврски. Така да бучавата е еден проблем кој што е може би малку во сенка, да речам, во А е многу сенка комплексен, на да. загадувањето на воздухот, кој што е многу Актуелен. поактуелен проблем, многу Но повеќе присутен е. го чувствуваме. Меѓутоа, ете затоа и во последно време истражувачката работа е така оди во таа насока да се разгледува, да се истражува синергистичкото, велиме заедничкото дејство и на загадувањето на И на воздухот и бучавата. бучавата. Да. Заради тоа што некогаш некои интервенции кои што ќе бидат насочени кон намалувањето на загадувањето на воздухот ќе овозможат и намалување на бучавата. Да, професор, ќе ви благодарам за сите аспекти што ни ги презентиравте, за вашето присуство и ова нека биде само почеток или поидовна точка која што би ја продолжиле и прошириле во некое ваше следно гостување овде во Фактор здравје. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Професор доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје на Република Македонија беше денешна гостинка во Фактор здравје. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание и доверба и повторно ви закажувам средба утре во исто време и на исто место. До тогаш пријатно и имајте убав остаток од денот.